Март, прекрасни дами. Сакувам да бидете секогаш среќни, успешни, да си знаете својата вредност и да не се плашите да растете и да си го градите животот што го сакате и што го заслужувате. Денеска одам со ново лекче. Нема време да ви се најавам, меѓутоа вчера не успеав да се вклучам, да одам лайв. Се уште закрепнувам, затоа што ме фати нека така посилна настинка, да кажам, каде што 2 дена така бев со воспалени синуси. Или ви објавив јас пред неколку дена дека имав проблем со синусите и ми помина, и само што ми помина нека настинка нова неверојатна од децата. Они така си го помина, меѓутоа мене така баш убаво ме фати, па јас се уште заздравувам. И затоа вчера не успеав да се вклучам, меѓутоа еве денеска реков ајде да се приклучам на овој убав ден, да ви посакам среќен 8 март, да си бидете, еве гледам се приклучувате, здраво Ема, Билјана, Марија, Анастасија, баш ми е драго. Денеска одбрав ново лекче, кое што ќе зборувам за арника монтана. Инаку тоа е лекчето арника. Јас го кажувам за секој што има мали дечиња, посебно оној период кога продуваат, затоа што тогаш најчесто паѓаат, им често им се појавуваат мотринки, меѓутоа тие мотринки може да ги болат или неубаво да изгледаат, и тоа е многу често баш во тие периоди, и арника секогаш е тука да не спасува. Меѓутоа арника не е само и за мотринките, туку и едно од лекчето, најдобрите лекчиња да ги имате во прва помош, кога станува збор за повреди, каде што има надворешно крварење, меѓутоа исто така и за внатрешно крварење. Исто така арника, да не заборавам да ја напоменам, дека одлично лекче доколку се породувате и после породувањето да закрепнете побрзо. Арника исто го оставаме во микс со неколку лекчиња, например како што се хоперикум, аконајт и арника, правиме микс од тие лекчиња за заздравувањето да биде побрзо. Тоа е еден микс што јас лично го имам користено на второто породување, и закрепнувањето беше многу побрзо отколку во однос на првото породување, каде што тогаш не ни бев незапознаена со хомеопатија. Па денеска инаку ќе зборуваме од оваа книга на Лиса Стрбац. Од незината книга ви го преведов за арника. Инаку е одлична, исто така одлична книга за сите оние што се почитници, сите оние што би сакале да дома сами да можат да си одредуваат лекчиња. Така е многу поедноставно, падна тоа. Едноставно, меѓутоа сите информации што ви се потребни за акутни состојби може да се најдат. Хајде да видиме арника монтана. Арника монтана е најпознатиот хомеопатски лек. Значи расте природно во планинските региони на Централна Европа. Ова растение често расте на места каде што се случуваат несреќи и повреди, што символично покажува како природата обезбедува помош. Значи универзален лек, како што кажав, за трауми, несреќи, шок, колапс. И исто во хомеопатија има една изрека, вели, ако не знаеш што да се напиеш, значи не се чувствуваш добро и не знаеш да си одредиш лекче, не знаеш по кое да посегнеш, земи си арника. И чисто кажувам, па може би понекогаш и стварно, кога нешто посебно, после шок јас велам. И исто е многу добро, секогаш ми го препорачувам на моите клиентки, например, ако поминуваат, да кажам, некои предизвици со децата, каде што секоја, например, состојби каде што баш им прави голем стрес и шок, во денот да се земат по една арника, за да може телото да процесира се она што се случува. Да видиме кои се клучни симптоми за арника. Значи повреди и болка, шок и травма, значи ментална или емоционална, може да биде шок и травмата, крварење, значи вклучувајќи и крварење од непца,
Да, исто и ова на почетокот него напоменав, е одлично, например, доколку одите на забар, после вадење на зап, ако има, значи нели ќе крвари непсо, тоа е одлично за да може побрзо да заздрави. Меѓутоа исто така и после правење на зап, ако чувствувате некоја нелагодност или болка или пак ви крвари тоа место, значи можете или ви крварат непцата, исто можете тогаш арника да се земете. Значи може да помине модринки, болка како од удирање и осетливост, болка како од здробеност, чувство како креветот да е тврд, повреда на главата, потрес на мозокот, палпитации, значи силно чукање на срцето, по физички напор, значи мозочен удар, срцев удар или сомнеш за тромб. Ова за срцев удар и за мозочен удар исто од мојата драга хомеопатка Джоет Калабриса, која што уча многу низ годиниве, секогаш го препорачува да се носи арника во ташната, затоа што вели, вика, јас вика како стареам, вика, мене ако ме прашаш сега, вика, кој лекче едно да треба да одберам, иако би ми било многу тешко да одберам само едно лекче, меѓутоа би си го ставила арника. И нели нормално дека секогаш ќе побараме кога не се чувствуваме, кога се чувствуваме така лошо, нели ќе побараме медицинска помош, меѓутоа додека ја добиеме таа медицинска помош или мислам додека дојде до нас или ние до нив, арника да се земете затоа што стварно може да спаси живот. Други, значи поспаност, колапс, недостаток на кислород, ментални симптоми, ментален симптом за арника, значи може да каже добро сум, ништо не ме, значи ја подценува сериозноста на траумата. Под ова и се мисли, например, ако има некоја несреќа, сообраќајна незгода или така нешто, каде што гледате дека има повреден, дека е повреден, меѓутоа упорно вели дека ништо не има, дека се добро. Настан што ги предизвикал симптомите, значи може да биде повреда, загуба на крв, полош од преголем физички напор, утро, движење, влажно и студено време, алкохол, поспиење, се чувствуваат подобро со лежење, значи доколку се лежи, кога главата е ниско, кога телото е испружено, клучни слики, значи значење. Универзален лек за травма, крварење, чувство како да е телото модро, болка. Прв избор за секоја итна ситуација или несреќа се користи значи секогаш кога има травма или несреќа, значи прв избор после повеќето несреќи, физички удари или повреди, помага за намалување на болки и модринки, се користи при повреди на глава, потрес на мозок, истегнувања, напор или преоптоварувања. Исто така може и за болка во мускулите, например, ако почнете сега да вежбате и сите мускули буквално ве болат, тогаш исто во оваков случај исто така може и арника да помогне. Може и сте приметиле има арника крема се продава и пишува за мускулна болка, така да ова лекчето би било одлично доколку имате и нека мускулна болка, посебно по физички напор, или например ако имате некоја работа каде што е физички напорна и после тоа чувствувате болка во мускулите, исто тука можете арника да ја искористите. Може да помогне за джетлек, значи може да помогне кај лесна травма од дезориентација при патување, болки во зглобови, значи болка и чувство како телото да е модро, местото може да биде чувствително на допир, срцев удар, колапс, сомнеш за тромб или мозочен удар. Нели побарајте медицинска помош, како што кажав, мора да се побара медицинска помош кога се толку сериозни работите, меѓутоа лекот може да се земе додека се чека помошта. По операција, после породување и стоматолошки процедури. Значи помага да се забрза заздравувањето. Исто така, што сакав да кажам, дека може да помогне за кај оние личности кои што им се појават покачени дидимери, значи згручување на крвта, тие што имаат, значи тука арника е одличен избор и може да помогне да се нормализираат тие. Значи нека ви биде
кога ќе помислите на арника лекчето, прво што да ви доаѓа дека помага за значи мудринки, болки во мускулите, крварење, за несреќа, например, а најчесто во најсекојдневните, вака да кажам, што може да се случат за арника, најчесто се помага нели при децата ако паднат, ако се повредат, ако се удрат. Арника има многу помогнато кај мојот помал син Марио, кога се дупна главата, додека да стигнеме во болница, затоа што имаше обилно крварење. Додека да стигнеме во болница, јас го дозирав на 5 до 10 минути. И крварењето, кога стигнавме во болница, веќе немаше крварење, беше застанато, меѓутоа нели мораше да се исчисти, да се види колку е длабока раната и сепак нели се стави еден конец, затоа што сепак констатира дека е длабока раната и не може така да се остави. Меѓутоа ете нека да знаете за арника и секогаш да се ја носите со вас. Тоа е се што е за арника. Ако има некое прашање, би сакала да ви одговорам, а исто така и да ви кажам, доколку ја користите хомеопатија, доколку ја познавате, ја користите за себе, за своето семејство и сакате подлабоко да навлезете во смисла, сакате да работите со клиенти и ви треба менторство, тоа е нешто ново што ќе почнам да го правам. Ќе оформам мала група каде што менторство ќе држам за да можете да работите со клиенти за акутни состојби. Така да ако некој се интересира, може слободно да ми пише порака за повеќе детали да ви кажам околу тоа. Туку што гледам, нема некоја прашање. Добро. Тогаш останува да ви се заблагодарам многу што се приклучивте вечер, што ми слушавте до самиот крај. Следниот викенд ќе ви објавам кога ќе одиме лайв и со кое лекче. До тогаш се надевам вие да ми останете, не да се надевам, него сакам да ми останете, да ми бидете добри. Посакувам убава вечер. Чао!